Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс следуваат содржини за актуелните теми. Еве ја најавата. На правниот факултет на УГД во теке трибина за стереотипите и појавата на дискриминација. Експерти од сите правни факултети во државата дебатираат за тоа како говорот на омраза поттикнува криминал. До крајот на месецот земјоделците кои произвеле и продале на преработувачи овошје и зеленчук може да аплицираат за субвенции. Вечерва хуманитарен музички хепенинг во Берово. На новинарот Зоран Двојаковски му е потребна помош за лекување. Во Штип во моментот ниту едно семејство не згрижува деца без родителска грижа. Последен пат пред 6 години имало згрижувачко семејство во општината. Во насока на мотивирање владата го зголеми месечниот паричен надомест за згрижувачките семејства, но нуди и други бенефиции. Во Штип имаше промотивна кампања за новите услови за згрижувачките семејства. Целта на овој проект е зголемување на бројот на згрижувачки семејства на низ територијата на Република Македонија. Во Штип сега немаме згрижувачко семејство, а последните згрижувачки семејства кои што беа регистрирани во Штип беа пред 6 години. Во последните години надоместокот за згрижувачки семејства е зголемен. Во почетокот беше 6.500 динари за дете од предшколска возраст. Сега овој износ изнесува околу 8.500 динари. Други поволности постојат за згрижувачките семејства. Згрижувачот кој што е регистриран во Центарот за социјална работа, доколку не исполнува услови за пензија по ниеден услов, ќе добие надоместок за згрижувач кој што изнесува 8.500 динари. Трибина за влијанието на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза се одржува на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Се работи за заедничка активност на сите три правни факултети во државата, подржана од мисијата на ОПСЕ во Македонија. Еве, според истражувањето за говор на омраза на интернет, можеме да заклучиме дека говорот на омраза е масовно присутен, иако има некои ретерирање. За разлика од пред 10 години, кога можевме да го видиме многу почесто на мас медиумите, сега постепено веќе се отстранува од тие мас медиуми или барем се филтрира на нивните Facebook страници или официјални страници кај што се дозволени коментари, но се уште има доволно нерегулиран простор на интернет кај што овој говор на омраза е присутен. Тука можеме да го споменеме особено YouTube и коментарите, се разбира клиповите кои што се стават и коментарите кои што следуваат, но се поставува прашањето кај е таа граница помеѓу слобода на изразување и говор на омраза. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип доби нов координатор. Денес беше извршено примопредавање на партиската функција од досегашниот и новоизбраниот координатор, кој ги најави првите чекори од неговата програма. Јас ќе се залагам за подобрување на квалитетот на граѓаните на општина Штип, подобрување на животниот стандард, како и подобрување на целокупното живење на луѓето во нашата општина. Континуитетот на работата на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на општина Штип ќе продолжи во исто темпо, но и во позабрзано темпо, бидејќи ни престојат следните парламентарни избори во април, каде што одиме на уште поубедлива победа. Во тек е поднесувањето на барање за субвенции за продадено овошје и зеленчук во преработувачките капацитети. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Делчево ги посетуваат земјоделците дека рокот трае до крајот на ноември. Рокот за поднесување на барања за субвенции за продадено овошје и зеленчук во преработувачките капацитети трае до 30 ноември. Истовремено до 30 ноември трае и поднесувањето на барања за органско производство, мерки за преработка, трговија, стручна контрола и сертификација и лабораториски анализи.
Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево ги известуваат земјоделците што поскоро да ги комплетираат своите документи и да го поднесат барањето во подрачната единица во Делчево. За пријавување на продадено овошје и зеленчук потребно е како документ да се донесе потврда од преработувачот кој го откупил овошјето и за органското производство, сертификатот и договорот со сертификационата куќа, како и уплатница за уплатен сертификат. Вечерва во Берово се подготвува уште еден хуманитарен концерт за помош на новинарот Зоран Војаковски. Во дискотеката Калипсо во чест на Зоки ќе настапат музичките бендови Shine и Hotline. Не престануваат хуманитарните настани за лекување на новинарот Зоран Војаковски од Берово. Секој кој што го познава сака на некој начин да придонесе со собирање на парични средства, за да може што поскоро да се излекува од тешката болест што го пресретна во неговите млади години. Во дискотеката Калипсо во Берово со почеток во 20 часот групите Shine и Hotline ќе одржат хуманитарен концерт со цел да се соберат што повеќе средства за Зоки. Близниците кои ќе се продаваат по 100 денари како и средствата од консумации ќе се донираат на негова сметка. Зоки не пропушти ниту еден наш настап, редно и ние да направиме нешто за него, напишаат членовите на групата Shine на социјалните мрежи, повикувајќи ги сите хумани граѓани да дојдат на хуманитарната забава и со своето присуство да придонесат во собирањето на парични средства за лекување на Зоран Војаковски. Исламската држава упати нова закана со терористички напади, а овој пат потенцијална мета е Њујорк. Заканата е преку 6-минутна видеоснимка на која е прикажан бомбаш самоубиец како се подготвува за напад, а во некои кадри се појавуваат најатрактивните делови на Њујорк, меѓу кои Таймс Сквер. Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио и шефот на њујоршката полиција Вилијам Братон вчера вечер одржаа пресконференција на Таймс Сквер, на која им порачаа на жителите и на туристите дека нема причини за загриженост. Во меѓувреме, САД понудија награда од $5 милиони за информација што би довела до лоцирање или идентификување на лидерот на Исламската држава Абу Мухамед Ал-Шимали. Откако анонимните објавија војна на Исламска држава поради нападите во Париз, организацијата веќе ги забележа првите успеси. Хакери тврдат дека околу 5500 акаунти на Твитер и во други сајтови поврзани со осомничени членови на Исламската држава се деактивирани. Во понеделникот, хакерската група Анонимните објави тотална војна на Исламската држава по крававите напади во Париз. Мисијата за искоренување на терористичката пропаганда беше прогласена преку видео објавено во светските видеоканали. Авионот што полетал од Варшава и бил упатен кон египетското летувалиште Хургада извршил принудно слетување на аеродромот во Бургас во Бугарија по закана со бомба. Патничкиот авион бил евакуиран веднаш по слетувањето. Капетанот на авионот веднаш одлучил да направи принудно слетување откако дознал за заканата за бомба која ја упатил 64 годишен патник, кој во моментов е испрашуван од властите. Спортската сала во Македонска Каменица ќе биде местото каде овој петок ќе се одигра првенствениот натпревар од втората футсал лига, во чии рамки домашната екипа на САСА ќе се сретне со тимот на Овчеполе од Свети Николе. Домашниот тим ќе се обиде да ја продолжи победничката серија од 3 последователни победи, серија која го смести футсал тимот на Рудник САСА на втората позиција на табелата. По поразот од тимот на Биџо кој е лидер во втората футсал лига, се чини Овчеполе нема што да бара во Македонска Каменица, бидејќи резултатите кои досега ги постигна оваа екипа не ја одат во прилог. Свети Николчани досега имаат само една победа, а забележаа и едно реми и 2 порази. Како и да е, футсалот како и фудбалот е непредвидлива игра, па така оној кој на хартија е фаворит често долу на теренот знае да биде изненаден. Дали ќе се случи изненадување или пак каменичани во петото коло од втората футсал лига ќе забележат рутинска победа над Овчеполе, ќе се знае по надпреварот кој е закажан за 20 часот и 15 минути. Ова е се во ова информативно издание. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!